вечерва пред вас ќе зборуваат неколку домашни експерти од повеќе области со цел да направиме посеопфатна деконструкција на изложеното во делата Сапиенс и Homo Deus. И на наше големо задоволство со нас вечерва се доктор Никола Стиков, професор по биомедицински инженеринг на Политехничката школа при Универзитетот во Монтреал, кој ќе ја толкува науката за когницијата, биолошката родена контрадикторност на човекот, вештачката и суперинтелигенцијата. Зошто сум тука јас баш да ви зборувам за Харари? Причината е што веќе известно време не можам да престанам да зборувам за него. И тоа се случува во најчудни моменти. Седам со жена ми, збориме за некоја најтривијална секојдневна тема и ете мене копам цитат од Харари и го рецитирам. Јагњавам Илина Јакимовска од Bookbox, рубриката на Офнет, со различни аспекти на тоа што Харари го пишува, некогаш за науката, некогаш за уметноста, и очигледно сум јагњавал толку многу, што кога Бојан и рекол на Илина дали сака да учествува во оваа промоција, таа му рекла: "Не јас, Стиков треба да го викнеш кога ќе биде во Македонија." И се тоа нели наивно, симпатично, можам јас да си бирам со кого сакам да зборувам за Харари. Проблемот е што некогаш ми се случува да напишам нешто што мислам дека е оригинален осврт. И такви осврти често ставам на мојот блог, се вика Кантарот. И дури откако ќе го објавам тоа, сваќам дека всушност само сум го парафразирал Харари. Ќе ви дадам еден пример за нешто што го имам напишано на блогот пред околу година и пол. Темата беше релевантна тогаш, може би е се уште релевантна, меѓутоа ќе го извадам дневно политичкиот контекст, затоа што мислам дека ова е нешто што може да се генерализира на многу други теми. Секогаш кога ќе се соочам со некоја дилема, научникот во мене се обидува да ги стави работите на Кантар. Овој блог и се вика Кантарот, токму поради потребата да најдам равнотежа и во сопствениот живот, но и во контрадикциите кои ме окружуваат. А сепак, средовечниот човек во мене знае дека математиката ретко испаѓа. Мислиш дека прописно си ги извагал работите, ама секогаш има тег што не си го земал предвид. Историјата е преполна со примери на суетни луѓе кои мислеле дека ги контролираат теговите. Некои од нив дури ја натежнале вагата во своја корист, ама баланс не постигнале, зашто историјата е премногу непредвидлива за обични смртници. Зошто тогаш се залажуваме дека знаеме што треба да се направи? И зошто мислиме дека кога ќе ја донесеме одлуката, таа ќе го даде исходот што сме го посакувале? Пред некој ден поминував низ белешките со цитати од Харари и заклучив дека тој го кажал тоа многу поубаво и многу поконцизно. Ова е цитат директно од Харари. Историјата ја игнорира среќата на индивидуалните организми, а индивидуите се вообичаено премногу неинформирани и слаби за да може да го насочат текот на историјата во своја корист. Дури и неколку милиардери кои пушат пури и пијат виски во некоја тајна одаја, просто не можат да знаат за се што се случува во светот, а камоли да го контролираат тоа. Кога го прочитав ова, сватив дека допира до многу аспекти на тоа што значи да бидеме индивидуа и како таа индивидуа може да се справи со сегашниот свет и со сите неизвестности и контрадикторности што не окружуваат. Прв пат слушнав за Харари на многу необичен начин. Бев кај мојот бербер во Монтреал, се вика Чарлс. И Чарлс ми рече дека го читал Сапиенс и дека сака да знае дали е точно дека скенерите за магнетна резонанса можат да прочитаат дали лажеме и дали можат да ги интерпретираат нашите чувства. Сега првата работа што треба да знаете за Харари е дека Харари е историчар. Првата работа што треба да знаете за мене е дека јас сум невронаучник. И кога ќе почне еден таков муабет, јас обично давам дипломатски одговор. Па да, знаеш како, има тука вистина, точно направени се такви експерименти, ама сепак, кога ќе видиш дека некој историчар се обидува да ти интерпретира магнетна резонанса, не би му верувал баш многу. Недела дена после тоа, добивам препорака за Сапиенс од Питер Бандетини. Питер Бандетини е уредник на престижно списание за медицински имиджинг, се вика Neuroimage.
и меѓу другото еден од татковците на функционалната магнетна резонанса. И Питер вика треба да ја прочиташ Сапиенс. Кам добро, што ми Чарлз и Питер вика дека треба да се прочитам Сапиенс, ќе голтнам една кнедла, очигледно си го подцени берберот, и пред следното шишање ќе ја прочитам книгата. И точно во првата книга, во Сапиенс, се зборува за тоа дека скенерите за магнетна резонанса можат да утврдат дали некој кога лежи во скенерот лаже или не. Сега Харари е историчар. Харари е некој кој препознава трендови. Токму затоа некогаш неговите предвидувања може да делуваат како пророчки. Меѓутоа тој едноставно знае дека историјата можеби не се повторува, ама се римува. И исто така знае дека кога имаме одредена технологија што дава ветување, за некои 50 до 100 години тоа ветување веќе ќе прерасне во стандардна потреба на луѓето. Конкретно, експериментот за кој што зборува е дали луѓе кога лежат во скенер може да познаеме дали ја кажуваат вистината. Тие експерименти се направени и точно, многу долго ќе трае, меѓутоа можеме да утврдиме дали некој не излажал или не. Интерполацијата што ја прави Харари е замисли дека имаме скенер на што не само знае дали лажеш, туку знае што чувствуваш. Знае што те боли, знае која ти е болеста и може да предвиди колку години во иднината ќе можеш да живееш. Овој скенер го нарекуваме виртуелен доктор, во Homo Deus тој го нарекува Вотсон, како придружник на Шерлок Холмс. Вотсон никогаш не е уморен, Вотсон никогаш не е нервозен, и Вотсон е поврзан со многу други компјутери низ светот, кои што имаат пристап не само до твоите мисли, не само до твојата фамилиарна историја, туку и до твојот геном. Одеднаш имаме ситуација во која што се создава цела генерација на виртуелни доктори, кои се способни за тебе да дознаат многу повеќе од колку што можеби самиот знаеш за себе. И во целиот тој процес создаваме да кажеме ентитети кои полека но сигурно ни ја одлучуваат иднината. Ние како луѓе имаме многу добар пристап до податоци, меѓутоа не знаеме како тие податоци да ги синтетизираме. Не знаеме како од податокот да направиме информација, од информацијата да направиме знаење, а од знаењето да направиме мудрост. Ова е нешто што моменталната генерација на компјутери го прави релативно добро. Замислете што ќе биде можно за 20 или 50 години. Одеднаш ќе имаме нови можности од технологија која што во моментов делува дека е само технологија за медицина. И тука е увидот на Харари што навистина ми остави впечаток, а тоа е дека медицината секогаш започнува како желба да излечиме некого. Медицината во 20-тиот век беше медицина за милиони војници, кои што се повредени, па треба да ги излечиме, милиони работници во фабрики, кои треба да бидат здрави за да може да бидат продуктивни. Меѓутоа, технологијата што во 20-тиот век лечеше луѓе, во 21-тиот век може да ги надградува. Паралелите што ги влече се многу интересни. Например, зборува за козметичката хирургија и како таа започнала во Втората светска војна како начин да се помогне на обезличени војници. А денеска тоа е начин да се надградиме и да изгледаме поубаво од тоа што мислиме дека сме изгледали. Генетскиот инженеринг е исто така започнат како нешто што ни овозможува да елиминираме одредени тешки заболувања пред да се роди бебето. Меѓутоа, технологии како CRISPR ни овозможуваат да направиме надградба и на нашите гени. Следниот чекор е како можеме да направиме надградба на нашиот ум. И тука е многу важно дека трансформацијата е диктирана од податоците. Како луѓе кои што сме постојано засплиснати со многу податоци, а не знаеме да ги процесираме, се потешко стекнуваме мудрост. Им оставаме на компјутерите да ја завршат работата. Одеднаш зборуваме за трансформација од систем кој е хомоцентричен, центриран на човечките способности, во систем кој е датацентричен, каде што индивидуалецот е се помалку важен. Индивидуалецот станува само еден мал чип во систем кој никој не го разбира. Ова сознание е можеби малку депресивно. Меѓутоа, луѓето постојано еволуираат.
и ќе слушнеме малку повеќе подоцна за тоа како можеме да разговараме за разликата помеѓу денешниот човек и луѓето кои што имаат напишано Библијата, а зошто не и за човекот по 100 години кој што можеби веќе нема да биде истиот вид како човекот кој го познаваме денес. Индивидуалецот е тоа врз што се заснуваат последните 100 или можеби 200 години од човечката историја. Сакаме да веруваме во хуманизмот, сакаме да веруваме во способноста човекот да се издигне над машините и да го контролира светот. Сега тука ќе се навратам на уште еден експеримент кој што Харари го спомнува, повторно поврзан со магнетната резонанса. Многу е интересно што за човек што е историчар, тој постојано се навраќа на скенерите за магнетна резонанса. Ги спомнува еднашка во Сапиенс, 3 пати во Homo Deus и уште 2 пати во неговата трета книга, 21 лекција за 21 век. И нормално Харари шпекулира. И нормално јас како експерт можам секогаш да кажам да, ама тоа е многу специфичен случај. Меѓутоа вториот експеримент што го опишува оди сосема контра оваа наша тенденција да го интерпретираме светот како колекција на индивидуалци. А експериментот е следен. Ставете човек во скенер за магнетна резонанса и дајте му 2 копчиња. И кажете му слободно да избере кога сака да стисне едното од двете, левото или десното. Скенерот може да предвиди кое копче ќе го стиснете неколку стотици милисекунди до 1 секунда пред вие да го направите изборот. Нормално вие се чувствувате дека сте го направиле тој избор, меѓутоа очигледно во вас се случуваат некои биохемички процеси кои што се уште не можеме да ги разбереме точно, кои во еден момент стануваат чувство, а по чувството следува одлука. Овие биохемички процеси му даваат за право на Харари да каже дека луѓето всушности не се индивидуалци. Ако жалиме за тоа дека луѓето се повеќе ќе стануваат мали чипови во одреден систем, може би треба да размислиме дали воопшто луѓето се неделливи индивидуи. Или може би станува збор за дивидуалци. Збир на процеси кои што работат паралелно и еден процес кој што се обидува да ја даде приказната и да го интерпретира начинот на кој што ние ги носиме одлуките. Тука, во таа дивидуалност, поделеност на луѓето, запаѓаме во контрадикции. Се сеќавате како зборувам за контрадикциите во мене и како не можам да направам одлука кога треба да се споредат две алтернативи. Меѓутоа, тоа е нормална состојба, тоа е нормална човечка состојба. Ние сме машини за когнитивна дисонанца. Ние можеме и да ги знаеме и да не ги знаеме работите во исто време. А првото сознание што е важно е дека во последните 100-150 години имаме огромен процес во технологијата благодарение на науката. Науката и научната револуција за Харари е револуција на сознанието дека не ги знаеме одговорите на најважните прашања. Самото немање одговори води кон контрадикции. Тие контрадикции треба да ги прифатиме. Може би живот со јасни одлуки и брзи решенија е лесен, но е посиромашен отколку живот со дилеми и контрадикции. За крај, мојата омилена мисла на Харари, а тоа е дека конзистентноста е игралиште за тапи умови. Благодариме на доктор Стиков. Во свет во кој што Харари го третира човекот како некој автоматон, каде е местото за уметноста? Сега, значи јас нема да одговорам како Никола Стиков, туку ќе одговорам со неговата капа, како мислам дека тој дава одговор на ова прашање, а тоа е дека во основа уметноста е дел од културата. Значи тој многу зборува за тоа како културите еволуираат и како одредени промени одеднаш прават многу луѓе да копираат одредени односувања или одредени верувања. За Харари мислам дека веројатноста е многу важна, случајноста е многу важна. И мислам дека начинот на кој што тој ја доживува уметноста е како некој случаен процес кој што се случува кај нас, кој што создава потоа оригинални идеи. И ево ова е директен цитат, вика, кога случајни настани се комбинираат со детерминистички процеси, добиваме пробабилистички исходи. Ама тоа не е слобода.
И тука веќе доаѓаме до тоа дали имаме слободна волја или не. Харари би рекол не се согласувам со него, меѓутоа мислам дека тој на тој начин ја интерпретира уметноста. Случаен процес кој што одеднаш создава нешто убаво, нешто што на луѓето им импонира од било која причина и потоа луѓето го интерпретираат или го инкорпорираат тоа во нивниот живот. Фала за прашањето. Дефинитивно има тука песимистичка нишка, се слагам. Од друга страна, нели, како природниот научник тука, мислам дека Харари е многу оптимист во поглед на тоа колку далеку ќе стигнеме со нашите откритија. Опасноста е дека можеби со тие откритија ќе ја уништиме идејата на тоа што ние во моментов сметаме дека е суштината на човекот. Така што не мислам дека иднината на науката е воопшто песимистична. Ние имаме уште многу прашања што треба да ги одговориме и дефинитивно ќе одговориме голем дел од нив, ако нели се оди без некоја катаклизма. Тоа што веројатно ќе го жртвуваме е она што во моментот ние го сметаме како суштина, како наша суштина, како луѓе или како човештво. Конкретно, начинот на кој што Харари ја представува науката во книгата, мислам дека е на здрави нозе. Ги спомнавме Пиксар, Воли. Мал спойлер за следната книга, тој во големи детали анализира Inside Out на Пиксар. Изборува за тоа како науката на Inside Out е многу добро поклопена со тоа што во моментот невронаучниците го знаат за мозокот. А тоа е дека имаме процеси во нашиот мозок, нели како се радост, лутина, гадење, страф и петото го заборавив, кои во моментов пробуваат заедно да дестилираат некаква човечка суштина. А на крајот имаме нели само топчиња кои што се бојат жолто, зелено или сино. Меѓутоа, тука науката ќе достигне огромни чекори напред, а дали тоа нам ќе ни се допадне, може би е ирелевантно, затоа што сепак културата постојано се менува. Мислам дека делумно тука зборуваме за семантика. Како дефинираме слободна волја. Тие што ме знаат дека обожавам веројатност. И дека некако самиот се имам помирено со случајноста во нашиот живот. Едноставно многу работи се случуваат онака, комплетно случајно. И тука можеме да ја повикаме квантната механика, можеме да ја повикаме нели судбината или како сакаме да ги наречеме работите, меѓутоа случајноста дава избор. Сега, прашањето е дали е тоа свесен избор или не. И ќе се навратам на експериментот за функционална магнетна резонанса, и мислам дека овој цитат добро ја доловува оваа дилема, а тоа е дали да се стисне левиот или десниот прекинувач. Одлуката да се притисне левиот или десниот прекинувач е секако одраз на изборот на лицето. Избор е. Но тоа не е слободен избор. Зошто? Затоа што кога верижната биохемиска реакција ме наведува да посакам да го притиснам десниот прекинувач, јас се чувствувам како навистина да сакам да го притиснам десниот прекинувач. И тоа е така, навистина сакам да го притиснам. Но луѓето погрешно скокаат до заклучокот дека ако сакам да го притиснам, јас избирам да го направам тоа. Тоа секако не е така, јас не ги избирам моите желби, јас само ги чувствувам и действувам според нив. Значи, за Харари, чувствата се тој некој шорткат, кај што ние автоматски правиме работи, па потоа објаснуваме зошто сме ги направили и кажеме јас тоа сакам да го направам. Искрено, potato potato. Мислам, за мене тоа е повеќе како ние објаснуваме зошто некогаш избираме една работа, а после ја избираме сосема спротивната. Наречи го тоа детерминистички биохемиски процес, наречи го квантна механика, на крајот се сведува на непредвидлив избор. За мене непредвидлив избор е доволно блиску до слободна волја. Сега, нели, тоа е нешто кај што многу луѓе би се чувствувале многу некомотно, меѓутоа јас знам дека некои денови ми е многу страв да влезам во кола, затоа што знам дека тоа е најопасното нешто што ќе го направам денеска. Од друга страна, ич не ми е страв да влезам во авион, затоа што едноставно веројатноста вика авионите помалку се срушуваат. И јас имам избор повеќе да летам отколку да возам. Кој го решава тоа? Искрено не ми е нешто што многу ме секира.
бидејќи неколку поенти беа покренати, ќе се задржам на прашањето за образованието, затоа што дефинитивно Харари има проблем со начинот на кој што го практикуваме образованието, а тоа е дека во моментов ние имаме многу застарен систем кој што одговарал на потреби од пред 100 години. И нашиот проблем во моментот е што кога ќе стигнеме да научиме нешто, веќе технологијата ќе има отиде на толку напред што одеднаш ќе се бориме само за оценките и за ништо друго. И проблемот е што на тој начин ја создаваме таа непотребна каста која секој 5 години ќе мора повторно да се ретренира за да може да добие работа во време кога многу од работите веќе се автоматизираат. Меѓутоа, од друга страна, мислам дека таа опасност дека ќе се создаде една непотребна каста е нешто што е многу тешко да се предвиди дали ќе се случи за 5 или за 10 години. Точно, можеме да имаме големи тектонски промени, меѓутоа секогаш сме малку премногу фаталисти во тој поглед. Лично зборувајќи, не како Харари, мислам дека ќе помине доста време. Да, ќе автоматизираме некои работи, како што сме го автоматизирале коњот и сега имаме автомобили. Можеби ќе ги автоматизираме докторите, нели, сликите да може да се читаат автоматски. Меѓутоа, не мислам дека ќе се случи толку брзо за да мораме веднаш да реагираме. Не дека не треба да го трансформираме образованието, дефинитивно би требале да имаме повеќе софтвер, да ги научиме луѓето да бидат малку повеќе прилагодени на модерното време. Чисто мислам дека прозорецот за кој што зборува Харари е малку подолг од тоа што го пишува во книгите. 15 години, колку е ваше? 17? Па би рекол дека се надевам дека моите деца ќе можат да студираат во систем што е малку поразличен. Значи да, некаде 20 на години. Значи, и мене ме фасцинираше тоа, значи го имам издвоено овде како нели издвојување на интелигенцијата од свеста. Харари би рекол дека живите суштества имаат интелигенција. Дека слоновите, шимпанзите се исто така способни да изведуваат интелигентни активности. А дали имаат свест, тоа е повторно за мене семантичко прашање, затоа што свесноста е многу повеќе приказната што ние си ја кажуваме. Ние како луѓе многу сакаме да раскажуваме зошто сме направиле нешто, и тука е моментот каде што се обидуваме да ги обединиме сите тие контрадикции и да кажеме да, ама јас сум свесен за ова што го правам. И мислам дека ова е многу елегантен излез од дилемата со вештачка интелигенција. Затоа што вештачката интелигенција барем во овој момент воопшто не тврди дека има било каква свесност. И сите тие муабети за General Artificial Intelligence, генерална вештачка интелигенција, во моментот се некако во позадина. Нема потреба. Можеби свесноста е уникатно човечко својство, во кој случај би се согласиле со отецот на таа тема, а можеби и други ентитети имаат начин да си раскажат приказна, меѓутоа ние едноставно не знаеме. Ние можеме само да ги гледаме резултатите на нашите активности, нашата интелигенција, но интелигенцијата на други живи суштества да не ја подценуваме, а кој ќе ја раскаже приказната, за сега ние сме тие што ја раскажуваме за самите себе, а Харари како некој кој што е и будист, и веган, и некој кој што е голем поборник за права на животните, веројатно би рекол дека свеста ја имаат и животните, но ние едноставно не можеме да ја восприемеме. Вообичаено јас го почнувам кругот. Значи, проблемот што Харари го гледа, и веќе не сум сигурен во која од книгите или можеби беше колумна, е тоа што на луѓето им е потребна приказна. И приказната полека ја губиме. Значи, од период нели после Втората светска војна, каде што имавме две доминантни приказни што се надпреваруваа, преку крајот на историјата, 90-тите, Фукујама и едната приказна за победата на либерализмот, одеднаш до приказна во која што главните актери се, не знам, Трамп, Џонсон, луѓе кои што се хранат на тоа да ни ги подкопуваат приказните. И како луѓе нам ни е потребно да имаме одредена визија, потребно ни е да имаме одредена идеја каде одиме.
И повторно прашање е дали ова само моментална криза или е нешто што ќе продолжи долгорочно. Мислам дека во тој правец спиритуалноста е многу важна. Како и да ја интерпретираме, повторно се сведува на некоја верба. Верба дека има прогрес, верба дека можеме да направиме нешто подобро. А како што знаат тие што го прочитале Сапиенс, вербата е основата на нашиот прогрес во последните 200 години на многу прагматичен начин. Ние веруваме во измислени ентитети. И не знам колку од вас ќе знаат за кој измислен ентитет зборам, меѓутоа еден од тие е парите. Кредитот. Ние како луѓе сме се согласиле дека ќе веруваме во можноста да си веруваме еден на друг за да можеме да земеме кредит, за да се вадеме берза, за да напредуваме. Компаниите се исто така измислен ентитет. Значи имаме многу приказни во кои што веруваме и можеби со право веруваме. Тоа е тоа што ни овозможува да напредуваме. Така што не сме изгубиле вербата во се. Можеби ни треба една глобална приказна која што треба да ја прифатиме, можеби религијата ќе ни овозможи таа приказна, можеби науката ќе ни овозможи, меѓутоа се уште имаме многу верба. И мислам дека таа верба ќе продолжи. За жал парите како нешто многу тривијално, многу прозаично, меѓутоа го држат светот заедно. И имаме многу други ентитети во кои што мораме да веруваме и со таа верба ќе го буткаме светот напред.